Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви и благодарам што сте со нас. Од ВМРО-ДПМН очекуваат внатрепартиските анкети да покажат дека битката за Скопје треба да се води со партиски кандидат, наместо да дадат поддршка на независен, како што тоа го направиле со Данила Арсовска. Во партиските тела веќе се споменува и можноста за нов мандат на дел од актуелните градоначалници. До крајот на месецот треба да бидат познати имињата. Идната недела средба со Таравари најави лидерот на СДСМ Венко Филипче, иако вели дека не знае дали Таравари ќе напушти владината коалиција. Кандидат за градоначалник на метрополата од ВМРО-ДПМН ќе биде партиски член, име кое ќе го изберат органите. Има фаворити, личности кои уживаат доверба кај членовите, но се уште е рано да излезат во јавност со имења. Во текот на летото веќе ќе се знае кој ќе влезе во трката за градоначалник на град Скопје. Партијата ги сондира состојбите, дел од кандидатите кои претендираат за втор мандат ќе се знаат до крајот на мај. Името за град Скопје очекувам да дојде во текот на летото, иако постојат јавно се познати дел од имињата кои што доаѓаат од ВМРО-ДПМН, има и други заинтересирани, така што се анкетираат во моментот и очекувам дека во средината на летото ќе имаме резултати, секако дека имам и мои лични фаворити и фаворити на партијата, но ќе оставам органите и телата на партијата тоа да го соопштат. Првиот бран на одлуки ќе биде во втората половина на мај за определени општини каде што веќе тоа е кристално јасно. Голем дел од постоечките градоначалници ќе трчаат и за втор пат. Средба со Таравари најави лидерот на СДСМ во подкастот Политиканти. Филипче вели не знае дали Таравари ќе излезе или не од владината коалиција, но веќе договориле состанок со колегата со кого вели имаат добри лични релации. Опозицијскиот лидер претходно изјави дека очекува распад на владеачката коалиција, а за локалните избори рече дека внимателно ќе ги избере коалиционите партнери по штетата која им е нанеле Дуи во претходната влада. На партиски настан во Неготино Филипче ги повика незадоволните членови кои преминаа во ЗНАМ да се вратат во СДСМ. Лидерот на ЗНАМ му возврати со прашање каде ќе ги носи луѓето што ги повикува назад. Димитриевски тврди дека уште поголем број на некогашни членови на СДСМ се приклучуваат во неговата партија. Абе Вренко, каде да се вратат кај тебе? Ти си СДСМ. Ти истиот кој што промени низа влади и слугуваше на секој. Ти кој што си полн со криминали и корупција, безброј стотици и стотици афери, кои што ти и таквите како тебе, таа некогаш државотворна партија доведува на оваа дереж. Кај ги покануваш? Кај да се вратат? Кај ќе ги носиш? Во твоите станови? Па и самиот не знае колку ги има. Ќе ги носи во Дубај, со парите што ги изнесува и инвестициите што ги прават таму. За владеачката партија предизвик не се само кандидатите, туку и партиите со кои би коалицирале за предстојните избори. Се уште е неизвестна ситуацијата во владата, каде во тек се разговорите со министерот за здравство за неговото понатамошно делување по излегувањето од вреди. Следната работна седмица Мицкоски и Таравари треба повторно да се состанат. Министерот за здравство треба да се произнесе како ќе настапи со Алијанса на албанците, дали ќе остане во владата или ќе одлучи да соработува со Дуи. Таравари излезе од вреди бидејќи не сакаше да настапат со заеднички кандидати. Одлучи на локалните да оди со самостојни листи. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Лидерот на Дуи Али Ахмети од Струга порача дека без хармонија меѓу македонците и албанците оваа држава нема иднина. Го поздрави како што вели излегувањето на Таравари од владата и ги повика и другите да го следат примерот. Ахмети вели дека тие се за двојни избори, но за тоа ќе требало да се постигне политички договор. Ky shtet mund mbijetoj vetëm duke qenë harmoni të plot. Dy komunitete, Македонец да и шqiptar. Без хармонија меѓу македонската и албанска заедница оваа држава не може да има иднина и постоење. И ова не е закана, ова е совет за оние кои не знаат како да градат одржливи и напредни политики што одат напред. Господинот Таравари добро направи што ги напушти и го истражи земјотресот што ќе се случи. Браво, но дури и оние што остануваат, не остануваат бидејќи ќе останат во тунелот. Нека си одат што е можно поскоро. Заинтересирани сме за заедничко одржување на парламентарни и локални избори, но тука ни е потребен политички и етнички консензус. Доколку се постигне овој консензус, изборите ќе бидат заеднички.
Но ова е демократијата што мора да ја почитуваме, бидејќи ниту тие, ниту ние не можеме да донесуваме одлуки еднострано, без политички и етнички консензус. Евроинтеграциите остануваат приоритет за владата, но црвена линија како што велате македонскиот идентитет. Според амбасадорот на Австрија, акцијски план за малцинствата кој до крајот на месецот треба да биде поднесен во Брисел, може да биде основа за решение на проблемот со Бугарија. Во јавноста пак силен револт предизвика изјавата на високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Каја Калас, која најави план Б ако Унгарија стави вето на европските интеграции за Украина. Многу ми не прашуваат зошто Европската унија нема план Б за македонските евроинтеграции. Македонскиот идентитет е црвената линија преку која владата нема да премине. Заменик министерката за европски прашања вели дека иако изморени од ветување и условувања, Европската унија останува врвен приоритет. Владата напорно работи на реализација на сонот за Европска Македонија. Оно што е многу важно е дека досега добро напредуваме, тоа го покажа и овие транши кои што ги добивме по реализацијата на одредени реформи, но знаете, долго зборуваната Европа пред се треба да ја донесеме тука, затоа што за нашите граѓани Европа е синоним на добро здравство, на одлично образование, на борба против корупцијата, на дигитализирана држава и така натаму, така што прво треба да се ја завршиме домашната задача, а секако после тоа следствено следува членството во Европската унија. Она што е важно дека ние не се откажуваме, иако имаме доста предизвици на тој пат, меѓутоа за нас е важно да си ја сработиме, како што кажав, домашната задача, а сигурна сум дека Европа конечно ќе препознае она што нашата држава го прави за да биде дел од големото европско семејство. И амбасадорот на Австрија во земјава е задоволен од тоа како владата ја спроведува реформската агенда. Доказ за тоа според ПАМЕР е што Македонија прва доби пари од планот за раст, бидејќи доставила најдобри документи во споредба со земјите од регионот. Амбасадорот е оптимист дека акцијскиот план за човекови права кој Македонија месецов треба да го достави до Европската комисија, ќе ги постави темелите за решение на спорот помеѓу Скопје и Софија. I must say I am quite impressed about the effort the government of North Macedonia is undertaking. Just now, these days, the government will submit the roadmap for minorities in the framework of the action plan for rule of law and human rights. And further roadmaps and further papers are to be delivered this year, which will prepare the ground to start substantial negotiations as soon as the question with the Bulgarian minority and everything else which comes along is solved. И додека Европската унија чека Македонија и Бугарија да постигнат компромис за отстранување на бугарското вето, во случајот со Украина превзема конкретни мерки. Оттаму вчера високата представничка за надворешна и безбедносна политика Каја Калас порача дека билатералните прашања не смеат да ја блокираат интеграцијата на Украина. Без да открива детали, рече дека Унијата има подготвено и план Б и план С, во случај Унгарија да не се откаже од ветото. Планот А е да успеат преговорите со унгарската влада и стартот на преговорите со Украина да добие поддршка од сите 27 земји членки. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вели дека во моментов се сослушуваат сведоци во однос на постапката за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Полицијата работела по насоките на јавното обвинителство. Претходно и државниот јавен обвинител Коцевски информираше дека истрагата во моментов е во исклучително важна фаза, а се вршат разговори со повеќе од 300 сведоци. Согласно информациите кои што ги имам, за сега во рамки на истрагата се превземаат насоки по дадени нападствија од страна на јавното обвинителство. Колку што сум запознаен, се од страна на јавното обвинителство се сослушуваат одреден број на сведоци кои што се поврзани со кривично-правниот настан и не би имал што да додадам. Во овој момент истрагата се уште трае, се собираат докази, се постапува по насока на јавното обвинителство, што има нови моменти јавноста од страна на јавното обвинителство ќе биде запознаена за сите оние чекори кои што ќе следат видно.
Во Кочани попладнево се одржа нов марш на ангелите, символично време за старт на маршот во 16:05 минути, како порака кон надлежните дека се доцни со постапката. Родителите на загинатите и повредените во Пулс ја одбија поканата од Мицковски во вторник да дојдат на средба во владата, но го повикаа тој да оди во Кочани. Јас поставувам прашање на министерот Тошковски, кој ги уби овие ангели? Кој дозволи на демоните да ги убијат овие ангели и исто на премиерот Мицковски? Пазите како ќе судите. Пазите како ќе судите. Ние ништо не тражиме од вас да судите. Само сакаме по една година за секое мртво дете. Тоа се 62 деца, 62 години да ве подсетам. И по половин година за секое настрадано дете. Судија на претходна постапка од Основниот суд во Штип на петмината државјани од Турција, кои се инволвирани во убиството на 25 годишниот турски државјанин, им определи мерка притвор од 30 дена. 30-дневен притвор за петмината турски државјани инволвирани во убиството на 25 годишниот ЕО во кафе-бар во Штип, одреди судија на претходна постапка. Осомничените се спроведени во затвор Куманово. Директниот извршител на делото, 21 годишниот КК, кој немал пријавен престој во државата и на кого му се заканува до животна казна затвор, пиштолот со калибар 9 мм со избришени податоци за модел и серијски број, на почетокот од месецот го купил за 1100 евра од непознато лице од Скопје. Со истиот, вечерта на 8 мај, во кафе-бар лоциран на Штипскиот плоштад, со умисла и од безобзирна одмазда, неколку пати го застрелал неговиот сонародник, информираат од обвинителството. Преку мобилни апликации се договориле со жртвата да се сретнат, за наводно да ги решат долготрајните недоразбирања помеѓу нив, но по 15-минутен разговор во угостителскиот објект, осомничениот влегол во тоалетот и веднаш излегол и испукал повеќе куршуми во правец на оштетениот, нанесувајќи му неколку огнострелни рани, кои биле смртоносни. Останатите осомничени, тројца мажи и една девојка на возраст од 22 до 28 години, му помогнале да избега. На точно неутврдена локација во Штип го качиле во автомобил БМВ, со кој управувала осомничената девојка и сите заедно се упатиле кон Скопје. Кај наплатната станица Милодиновци на автопатот Штип-Скопје биле пресретнати и запрени од полициска патрола и се дале во бегство, но биле уапсени, стои во соопштението од обвинителството. Неофицијално, убиениот во 2023 година студирањето на Штипскиот универзитет го ставил во мирување. Засител Трајан Рисовски. Обвинителството покрена истрага против турски државјанин за обид за убиство во Скопје. Ноќеска по полноќ на улицата Митрополит Теодосиј Гологанов во Скопје, во близина на клубот на пратеници со умисла се обидел да лиши од живот друг турски државјанин. По претходна вербална расправија тие почнале физички да се пресметуваат и си разменувале удари од кои оштетениот паднал повреден на земја. Во тој момент осомничениот, како што информираат од обвинителството, зел метален капак од шахта со кој повеќе пати го удирал оштетениот во главата. Додека оштетениот лежал на земјата во безсознание, осомничениот продолжил да го удира со нозе по главата и телото. Дури и кога на местото пристигнале полициски службеници, тој одбивал да престане со ударите, додека не го совладале, со што на оштетениот му нанел тешки телесни повреди, поради кои во животозагрозувачка состојба тој бил хоспитализиран на клиниката за неврохирургија. Бидејќи постојат околности кои укажуваат на опасност од бегство на осомничениот, кој немал пријавено престојувалиште во земјава, можност да влијае на сведоци во постапката или да го повтори кривичното дело, јавниот обвинител до судија на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје доставил предлог за определување мерка притвор, информираат од јавното обвинителство. Тука е крајот на вестите. Ви благодарам.